Само неколку дена после денешниот ден, односно ден пред празникот на Вознесението на честниот на воздвижението на честниот и животворен крст Господов, кој е во петок, се слави еден празник обновување на храмот Господов. И тој празник се слави секоја година, почнувајќи уште од времето најрано, на кога свети цар Константин живее и присуствува на самото осветување на храмот, кој ги обединува и Голгота и местото, значи каде што страдаше Господ, и местото каде што беше погребан. И до денес е така. Тоа светата мајка негова Елена го подигна тој храм, меѓутоа не доживеа да биде осветен. Тој се освети токму ден после воздвижението на ден пред воздвижението на честниот крст. Во спомен на тоа, ние христијаните исто така се учиме секоја година да славиме денот кога е осветен некој храм. И така и треба и да продолжи, зашто ние христијаните го знаеме и го чувствуваме тоа дека е храмот лице наше. Тоа што се случува во храмот е најголемата тајна која може човек да ја доживее во животот. А тоа е нашиот дар, лебот и виното, постануваат тело и крв Христови. Ако тоа е работилница на вечниот живот, тогаш најубавото нешто ќе ни биде храмот. И нему најголемо и најдостојно место ќе му посветиме. Вие знаете дека сите стари, по старо време може би и од нашето, храмовите биле во најдоминантните предели на некое место. Ако било село, тоа на сред село. Ако бил град, тоа на сред град. Зашто центарот на обединувањето е храмот. Храмот не собира во иста вера во која имаме. Другото, гледате, се разделува во животот. Еден вака мисли, друг поинаку мисли, трет поинаку. Значи, послушање на догматите на црквата или воопшто не си во истата вера со некого. Ако сме во истата вера, тогаш градиме храмови за да ни бидат место на обиталиште, знаејќи при тоа дека тука обитава самиот Бог. Не дека Господ може да го затвориме само во храмот и ја заклучуваме вратата и само тука останува. Секаде е Господ, меѓутоа најголемо е неговото присуство во храмот. Затоа толку ги почитуваме храмовите, затоа толку важно место им даваме. Еве и ние денеска, пред една година, се сеќавате сите дека го осветивме овој храм, а помине една година како еден ден, и денеска се собираме на годишнина од неговото осветување. Ќе се потрудиме да ни биде традиција, да воспоставиме еден правилен редослед, секоја година се собираме на овој ден кога е осветен храмот и да си спомнуваме токму овие најважни дејности кои треба да ги принесеме пред Господа, за да ни го видат лицето. Зашто уште еднаш ќе спомнам, види го храмот во некое место, во некој град, во некое село и ќе знаеш какво лице имаат луѓето што доаѓаат таму. Ние сме сите сериозни и треба да бидеме сериозни
И треба да се надградуваме во верата, зашто никогаш не е доста човек упатен во верата. Треба да се надградува постојано. Меѓутоа, секогаш да имаме во предвид дека храмот е наша водилка. Затоа да ги почитуваме токму тие упатства Господови, да ни биде храмот наше собиралиште и место каде ќе се црквуваме и ќе се подучуваме во верата. Милоста Божја и благоста Негова да ве сплотува во сите дни на вашиот живот. Ни отпуштаеше раба Твојго, Владико, поблагословувам од миром. И ако видете очи Твои, јеси спасени през целиот ден. Светво откровение, јадиков и славу људи Твоих Израиља.